Сметките за струја поскапуваат од 57 денари месечно за оние кои најмалку ја користат до 900 денари за најголемите трошаджи. Регулаторната комисија за енергетика ја коригираше одлуката од Евана Хоум и наместо бараните 7,66% им одобри во просек зголемување на цената за 2,28%. Во оваа група влегуваат 64% од вкупниот број домаќинства или над 517.000 потрошувачи. Пораст има и кај ефтината тарифа, но наместо бараните 3,96% биле одобрени 2,5% пораст. Во првиот блок зголемувањето изнесува 2,45%, во вториот 2,87%, во третиот плюс 3,32%, а во четвртиот 3,84%. 169.900 домаќинства кои што имаат потрошувачка во прв и втор блок, зголемувањето на месечната сметка е 2,59%. За 1,73% од домаќинствата или 14.000 домаќинства кои што имаат потрошувачка во прв, во втор и во трет блок, зголемувањето на месечната сметка е 2,79%. Од Регулаторната комисија за енергетика им препорачуваат на малите потрошувачи да размислат за премин на слободниот пазар, бидејќи струјата во моментов е поевтина за околу 30% во однос на цената на универзалниот снабдувач Евана Хоум. На тој начин, количините на електрична енергија кои што ги обезбедува ЕСМ, целни е да ги намалуваме и ЕСМ што е можно повеќе да е активен на слободниот пазар на електрична енергија. Крајниот пораст на сметките за струја е резултати на намалувањето на трошоците за мрежарина за 4,96%. Во однос на месечниот надоместок од 200 денари кој што се пресметува на сметките на струја, Бислимовски рече дека тој е неопходен, бидејќи доколку се укине, тогаш ќе предизвика значително зголемување на цената за блоковите. Доколку Евана Хоум не е задоволна од одлуките на Регулаторната комисија, има право на жалба. Од РК објаснуваат дека формирањето на тарифните блокови на потрошувачи ги спасило граѓаните од поголемо поскапување на струјата. Дополнително смета дека цената на струјата е стабилна со оглед на состојбите на берзите поради геополитичките случувања. Новата цена ќе важи за цела наредна година.